Започне изградбата на терминалот во Александрополис. Таму ќе се складира течен газ кој со преработка ќе се дистрибуира до околните држави. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски заедно со економскиот тим на владата денеска на големо се сликаше со српскиот претседател Александар Вучич, бугарскиот премиер Петков и грчкиот Мицотакис, како и претседателот на Европскиот совет Шарл Мишел на официјалната церемонија. Македонија вложува над 100 милиони евра во терминалот и интерконекторот, инвестиции кои треба да ја намалат зависноста од руски газ во иднина. Ковачевски на церемонијата рече дека ова е историски настан за земјите од регионот во делот на енергетиката. Ова е проект за долгорочна енергетска независност и за стабилно и постојано снабдување со течен газ во едно исклучително кризно време. Мицотакис во своето обраќање ја нарече Грција енергетска порта кон Европа, земја членка која треба да му помогне на регионот да дојде до газ од Азербејџан, САД и други производители. Пловечката единица за складирање и регасификација е светилник што испраќа двојна порака, дека со неговото завршување наскоро ќе можеме да се ослободиме од гасот што доаѓа од руски извори и дека нашите земји преземаат заедничка улога на новата енергетска карта. Српскиот претседател Александар Вучич на церемонијата меѓу другото рече и дека неговата земја треба да изгради системи на поврзување со Бугарија, но и со Македонија. Ова е важен настан за цел регион, за цел Балкан. Многу сме благодарни, подготвени се да преземеме големи количини на газ во иднина. Ова не е само енергетски проект, ќе ја промени енергетската мапа на Европа. Балканот е регион со 65 милиони луѓе и ние можеме да направиме многу повеќе. Аналитичарите поделени велат секогаш е добро да се инвестира во повеќе извори на енергенси, но мора да се има в предвид исплатливоста. Велат дека одлуката е повеќе политичка отколку економска, затоа што рускиот газ е далеку поевтин и побрзо достапен. Константин Димитров неколку пати напомена дека придобивките од оваа инвестиција се мали, а цената на газот кој ќе доаѓа во Македонија повисока од онаа што компаниите ја плаќаат сега за газот од Русија. Владата требало да ги вложи парите во домашни енергетски капацитети. Ова е енормно задолжување, нема да можеме да го исплатиме за следните 15 до 20 години со нашето производство. Збориме за таму, за една пловечка платформа, што е некоја привилегија на многу богати општества. Вкупната инвестиција во Александрополис ќе чини околу 400 милиони евра, во кои Македонија учествува со 1/10, односно со 40 милиони евра. Земјава ќе изгради интерконектор за газ со Грција, во кој ќе вложи 58 милиони евра, пари обезбедени од Европската инвестициска банка. Тендерот за оваа инвестиција треба да биде распишан летово. Терминалот во Александрополис треба да биде готов кон крајот на 2023 година.